Добар ден, почитувани гледачи на Емнет телевизија. Се наоѓаме во топлиот дом на нашиот следен соговорник, кој е изведувач на изворната мелост од Осоговието. Имам честа да го најавам мојот следен соговорник, а тоа е Бобан Анакиев. Велам добар ден. Добар ден на вас и на вашата телевизија. Кажи ми, Бобан, прво, од каде инспирацијата да се биде фолклорист? Пред се тоа. Па инспирацијата, како мал, сигурно некој ген од нашите предци, тргнавме со едни другарчиња тргнавме во фолклорно друштво, каде што имаше многу деца, другарчиња наши кои играа и сакавме ние да се научиме некој ора да ги играеме од нашиот крај. Бидејќи во друштвото во кое членував, фолклорен ансамбл Мугри, изучуваат повеќе ора од Осоговијата и се играат само ора од Осоговијата. И така учивме таму ора. Како сега дојде до заплетот со музиката? Па во ансамблот, како и во секој друг ансамбл, имаше оркестар од стари изведувачи на народни инструменти кои имаше од нив некои изработувачи на инструменти, мислам и до ден денес изработуваат. Тоа се Драѓа Танасов од Кочани, Моне Димитров од село Ризари, кои изработуваат народни инструменти и така покрај играњето почнавме да изучуваме и народни инструменти. Најпрвен почнав да свирам на сворче, тоа во инструмент. Подоцна сворчето се префалив на кавал и почнавме да не уклопуваат со старите инструменталисти и ние како помлади почнавме да свириме со нив заедно. Почна да не учат да свириме и така од некој мерак почнав да земам некои дрвца, да пробувам да изработам некој инструмент и така да речеме ќе направам некој инструмент, мислам оно личе да речеме на инструмент и ќе го однесам таму на мајсторот во ансамблот, ќе речем мајстор ова добро ли е направено, нели? Они ќе ми дадат совет дали е добро, дали не е добро. И така почнам со изработката. Најпрвен изработив ќемане со помош на мајстор Моне Димитров. Подоцна, ама не беше во функција за свирење, беше во помали димензии, не можеше да се свири на него. Подоцна набавив друго дрво и изработив ќемане по димензии. Мајсторот ми даде шаблон, значи со сите инструменти си има шаблони како се изработуваат. И го изработив тој инструмент, со ќемането и почнав да свирам и на ќемане. Подоцна имав мерак да направам и тамбура, почнав да изработувам и тамбури. Кога почнав да изработувам тамбури, ги правев негде 50% моја изработка, ама не знаев натаму како да го довршам инструментот. И со помош на мајстор Моне и Томислав Петров од Штип, мајсторите исто изработува тамбури, со нивна помош почнав да ги изработувам тамбурите. Најпрвен со Моне Димитров, јас ги правев 50% од тамбурите, тој ги довршуваше и така почнавме да ги правиме. Инаку тој е, мислам, професионален инструменталист на тамбура, кој има свирено и со Пеца Танасовски, и во Народниот оркестар на Македонска телевизија, има свирено таму и со сите други ансамбли. И така. Колку е малкотрпна самата работа за да се изработи еден инструмент? Колку време бари, што претежно е главно во неја? Најпрвен треба да имаш желба да го изработиш самиот инструмент, подоцна мора да имаш материјал кој треба за секој дрво се има специјален материјал, специјално дрво што се изработува инструментот. Да речеме за ќемането, најпогодно да се изработи од среша, од круша, од орев, за кавалите најдобро е јасенот, за гајдите зелениката или шимширот, може и од дрен, може и од јасен да се изработи гајдата, за тамбурите исто оревот.
Со какви алати разполагате за да се направят инструменти? Алатите се рачни и стари ковачки алати, кои се правени пред повеќе од 100 години. Значи тоа е рачно. Рачни се изработени тия алати, тоа е сврдел. Тоа не е наследство, тоа ми се поклон од мајстор од Прилеп кој изработува гајди со многу поколенија и сега тој нема поколенија кои ќе изработуваат гајди и ми ги поклони тие сврдли што ги денес јас изработувам гајдите. Исто така и мајсторите од Прилеп мора да исполнам, тоа е мајстор Љубен Јуртовски и Томе Петерски кои изработуваат гајди, значи професионални гајди. Прилеп е центарот за изработка на гајдите и така мајсторите видеа дека имам голема желба да изработам инструменти и своето знание ми го пренесува и на мене. За колку временски период од прилика може да се изработи најмалку еден инструмент? Па да речеме најмалку временски период може да се изработи сворчето, се изработи да речеме за 2 дена може да се направи. Темането 10 дена да се изработи, исто и кавалот мора 5-6 дена сигурно има работа во него. Гајдата, тука има на гајдата и кожа која се штавува, а дрвата мора да се обработат надворешно машински, внатре се бушат рачно со сврдлите и секој инструмент си има димензии што мора да се спазат за да штима точно. Кога станува збор еве за жичените инструменти како дел од истиот екемането, например, од каде ги наоѓате еве самите жици за да се направи истиот? Жиците ги купуваме од музичките продавници, а инаку дрвата ги купуваме. Има во пиланите се продаваат, има луѓе приватно што си продаваат дрва и ги откупувам нив, ги сушам, треба да се суши дрвото најмалку 6 години за да се изработи еден инструмент, мора да биде 100% суво и тоа е. Дали еве од младата популација има заинтересираност да порачат, да купат? Во последно време има многу порачки за инструментите, највеќе за кавалите и за тамбурите има најголема порачка и најголема заинтересираност за свирење на младите. Сега се отворија и музички училишта кои има многу деца заинтересирани од да речеме 4-5 годишна возраст па нагоре кои сакат да изучуваат народни инструменти и тука има во Кочани исто такво училиште и тоа. Еве, например, кај кавалите, кај шупелките забележуваме еве и некои шари и димензии надворешно. Каков е изразот за да се дојде до нив? Шарите што се изработуваат на, да речеме, на кавалот, има шари, тие се прават рачно, значи се цртаат рачно. Кога се нацрта, да речеме, секој мајстор си има посебна шара, значи негови орнаментни шари кои се поставуваат на самото дрво се шарат, тоа рачно со мало ноже, се прават рачно, се цртат и потоа се поминува со ќумурче по шарите и така да останува се полни внатре во шарата од ќумурот и шарата се станува прегледна, нели, и му дава посебна видливост на инструментот и, значи, препознатливост, дека тоа кој да го види ќе познае дека е тоа македонски кавал. Од и другите кавали во светот се различни.
А например, еве самото дрво, знаеме инструментите се претежно од дрво, старите. Да. Како например може да се заштитат од било какви инсекти и слично? А, Највеќе со свирење, значи ако се свири на самиот инструмент, да речеме гајдата е најпроблематична за таа работа, а кожата, да речеме, може да нападнат молци и секакви инсекти да изјадат, затоа што тоа е сепак кожата е нели од животно, од јаре или од јагне и секој пат на удар од животни, значи тоа има препарати за тие нели штетници што се става на кожата и заштитува од самите инсекти, штетници. Дали денеска еве например постојат повеќе групи кои што свират исклучително овие инструменти или вие сте единствени? Не, има повеќе групи во Македонија што се занимаваат со свирење на народните инструменти. Скоро, значи, во сите ансамбли си имат оркестар на кој свират, да речеме, повеќе кавали, тамбури, гајди. Кемането е многу малку застапено, за жал, кемането се свири само во Осоговскиот крај, највеќе тука во Кочани, Каменица и Крива Паланка, највеќе тука се свири, може да сретне кемане, ама за жал може да се избројат на рака тие што свират на кемане. Значи толку е инструментот е веќе во изумирање. Јас, да речеме, највеќе сакам да свирам на кеман и на гајда, затоа што вај крај тие инструменти се највеќе свират. И тоа е многу е ретко да се види човек да свири на кемане. Затоа што кемането и гајдата се најтешки инструменти за свирење. Кемането се свире со ноктите се допира по жицата за да се произведе звук. Може ли накратко да ни засвирите дел од кеман? Секако може. Може ли само да ни објасните зашто точно станува зборот мелодијата? Да речем, ќе отсвираме една песна од Осоговскиот крај. Како се вика? Море што са рамни јунакови двори. Кажи ни, потеклото на самото кемане, дали знаете од каде му е и колку време обстојува еве во Осоговските региони? Потеклото точно не знаеме од каде е. Значи има фрески во манастирите, во црквите, каде што е насликано кемането, значи тоа датира сигурно милијадници години. Конкретно тука, дали се среќава во, скоро речиси, целиот фолклор низ песните, кемането? Нема да речеме дека се сретнува во целиот фолклор, затоа што се свири на него песни и ора, да речеме само не може се да се отсвири на кемането, да речеме сега овие модерни песни или нешто. Значи се свири само традиционални песни на него и ора. Дали настапувате исто низ фолклорните друштва, низ источниот дел на Македонија? Значи настапувам во сите фолклорни друштва, каде ќе ме побарат, секаде настапувам, одам се, дружиме, имаме сега најпрво со моите колеги формиравме оркестар Осоговски извор, но потоа имавме голема заинтересираност за игрорци кои сакаат да играат, да ги изучуваат осоговските ора и со таа иницијатива формиравме фолклорен ансамбл, тоест го продолживме еден стар фолклорен ансамбл од Кочанскиот крај кој е формиран во 1973 година од браќа Стојанови кои се од Осоговските планини, поточно од Ново село Кочанско, и тие најпрви кога се стигнале во градот да живеат, формирале такво друштво кои почнале да пеат и да ги свират народните инструменти. Имале пеачка група самите браќа, трио,
кои изведувале песни и имале сестри кои исто ги исполнувале традиционалните песни. Значи тоа се песни кои има песни што се свират, нели, со инструменти или само со гајде или со ќемане, а има и песни кои се свират без инструменти. Дали вие, освен што ги интерпретирате самите песни преку мелозвуците на самите инструменти, дали ги исполнувате преку песни? Па да, значи ние гледаме да не да можеме тие стари песни да ги обновуваме, да ги снимаме. Значи аз одам кај постари некои луѓе кои знаат такви песни, ги снимам, ги слушам, значи ние ги учиме тие песни и потоа ги свириме на концерти, на сега сакаме да снимаме некој CD кој е со фолклорниот ансамбл, сакаме да снимаме CD на кое ќе останат, нели, за вечност тие, на тие песни. Кои ора ги свирите претежно? Кои се застапени ора за ова поднебје? Па тука се највеќе свире на 3 пати, мислам играе се и се свире, на 3 пати се игра се потрачулка, крстачка, ситно осоговско оро или како циганчица сега по-модерно. Осоговката, нели, тука не е најпозната осоговско оро од осоговскиот крај. И има и многу други ора кои некои се и забравени, значи не се веќе играат и тоа се на времето луѓето ги играле на соборите, на свадбите, ама тоа е веќе минато. Еве од фолклористиката, која е разликата помеѓу етничкиот предел пијанец и вашето поднебје, дали се среќаваат личности со истите предели? Па има некои сличности, да речеме, има песни што се пеат мелодијата е иста, а текстот е друг. Да речеме, едни од други слушнале, па измислиле некоја друг текст, а мелодијата е иста. Да речеме, исто во пијаничкиот крај се свири на ќемане. И таму е застапен, нели, повеќе тапанот, нели, играат таму познато оро копачката. Кај нас не се играе тоа оро. Кај нив има ситно оро, циганчица што играат малку на поразличен начин, во осоговскиот крај се игра на друг начин и тоа, мислам, друг чекор има што се играе. Дали самите мелодии се различни во однос на И инструментите? мелодијата, значи мелодијата е измислил самиот инструменталист. Секој инструменталист свире различно, нема инструменталист што свире исто оро, да речеме на 3 пати, 10 души ќе ги слушат сите различни мелодии свират, да. Еве дел од овчарските инструменти, еве и кавалот. Дали ово поднебје било некогаш сточарско и дали ги практикувале кавалите за песни во дадените аграрски моменти? Да речеме, поднебјето е сточарско, исто и тука се чувало стока и до ден денес се чува, ама кавалите не се биле застапени во ова источниот крај на Македонија, значи повеќе во западниот дел, дека живее албанско население или турско население, таму се свирило кавал. Кај нас се најзастапени гајдата, ќемането, тамбурата е била застапена, ама во помали услови и не е била како сегашните тамбури, тука е била со 2 жици и со помалку прагови, помали се биле тамбурите, а највеќе е застапено дудучето или сворчето, овој инструмент, кемането и гајдата е била најзастапена, кај сточарите. Може ли да слушнеме дел од звуците на сворчето или на шупелчето? Може, нема проблем. Која мелодија е ово? Па да речеме на 3 пати ќе отсвираме. Тоа е на 3 пати. Кажи ни колку ве покануваат за надвор од државата и во државата за да настапувате? Па има доста заинтересираност и за странците да го гледаат, да го слушаат нашиот фолклор, и во странство и вамо во Македонија, затоа што да речеме западниот дел на Македонија се игра, се игра, значи, други ора, други песни, други инструменти,
и секој сака да гледа нешто ново и не поконува ти во Македонија настапуваме, значи секаде во Македонија, секаде настапуваме и во странство. Колку сте поддржани од самата локална самоуправа или само од државата? Тоа е тешко прашање, затоа што никој во Македонија многу е мала заинтересираност од локалните самоуправи, од државата да го поддржуваат фолклорот. Тоа е најголем проблем, затоа што се уништува фолклорот со таа причина. И еве, која е пораката за тебе за крај, за младите кои што имаат желба, но сепак некој страв ги колеба или самата модернизација прави своји причини? Па сите што се млади, моја генерација и помлади, и тие што не се ни родени, нели, сите треба да ги изучуваат нашите народни инструменти на нашите предци, бидејќи нашите предци со овие инструменти проживеале и благодарение на тоа сме и ние денес, нели? Кои ти се еве најзначајни награди кои си ги добил до денес? Најзначен и најомилен фестивал за мене во Македонија е фестивалот народни песни и инструменти Пеца Атанасовски, кој се одржува во Прилепи Долини, пред 2 години на 48-то издание од фестивалот ја добив и првата награда, тоа е гајдата на Пеце, која доделуват за најуспешен гајдарџија за таа година на фестивалот. Јас се натпреварував со повеќе од 250 учесници кои настапуваат на фестивалот. Повеќе фестивалот е наменен за народни инструменти и песни, значи пеачи групи, инструменти и така. Што значува еве ова за тебе? Дали е голема мотивација? Ова е најголема мотивација за да го продолжуваме фолклорот, најповеќе бидејќи сум од овај крај, осоговчиот фолклор, да свириме гајдата и ќемането и додека сме живи. Еве, кои беа жири комисијата кои те прогласија за... Жири комисијата беше професор доктор Родна Величковска, професор Горанчо Ангелов и професор Стојанче Костовски, кои ја слушнаа мојата мелодија што отсвирев и одлучија да дадат гајдата на мене, како прва награда. Со што се представи конкретно? Па конкретно со спред ора кој отсвирев на гајдата, гајдата изработена лично од мене и потоа како награда добив оваа гајда од самиот фестивал. Јас ти благодарам на целата изјава и се надевам дека успесите се многобројни напред пред вас. Фала ви на вас.